Здраво, денеска ќе ви дадам мојата трета идеја за DIY проект. Ќе ви покажам како да ја направите to-do list. Бидејќи имаме толку време, можеме да си напишеме сите работи што сакаме да ги направиме и да ни бидат баш пред очи за да не мотивира да ги извршиме нашите goals. Ќе правиме, како што реков, to-do list, што воопшто не е толку тешко како што звучи. Се што ќе ни треба е лепак, ножици, ваква штипалка, лист хартија во боја, може помал или поголем, и доволно хартија за да сакаме да го направиме самиот to-do list и самата тетрадка подебела. Па, еде да почнеме. Првин ќе започнам земајќи листови и ќе ги преполувам на пола, но и ова е преголемо. Така да, прво ќе ги преполувам листовите на пола. Ќе замеме вака еден лист да биде. Така, дајде да искинам повеќе. После искинати 3 или 4 цели листа, еве колку дебело испадна мојата. Сега ќе треба многу убаво да се израмнат сите листови и да се залепи целиот овој дел за да не се мрда додека се пишува. Така да само ќе сакате да ги израмните убаво и да ставите вака лепак. Не треба долго да се залепи, но за да биде уште побрзо, ќе го залепите вака и ќе го ставите на страна додека ние правиме корицата. Прво што ќе треба да направиме е да измериме колку е широка, колку се широки нашите листови и да исечеме малку од хартијата во боја, но не премногу за да ни остане повеќе за понатаму. Така да ќе го земеме тоа и горниот дел каде што не е залепен, тој дел уствари ќе биде покриен со ова. Така да додека има лепак, но е доволно зацврстено, значи после некое време, дека е доволно зацврстено, може би ако сакате да ставите повеќе лепак. И само ќе го ставите ова врз, а другите делови ќе ги свиткате за да изгледа како да е поклопено. Времето успеав и треба вака да ви изгледа. Јас немам доволно лепак, така да за крај малку зацвртив и со селотейп. И сега ова одстрана што нас не треба, само ќе ги сечеме. И тадам! Еве како изгледа, како тие класични во филмовите што ги користат. Но јас мислев дека поубаво дури ако направиме малку и како предна страна. Така да се што ќе треба да направите е да си сечете доволно голема форма за да не ја облеете цела, туку мал правоаголник да си облеете. Така да, сега само ќе го исечам ова за доволната големина да го соберам на ова и ќе ви покажам како сакам да изгледа. Тада! Еве како изгледа незалепена формата. Мислев дека испадна поубаво вака да биде свртено, за да биде повеќе вака. И се што треба да направам сега е само да го залепам ова, така да I'll be right back. Тада! Еве како испадна. И баш како тетрадка ќе може вака да си ги листате страните и да се напишете што сакате да правите за тој ден.
но може вака да го користите и вака да ги листате страните. Така да, еде ќе покажам ваквиот класичен стил. Само ќе земете вашата штипалка, ќе ставите тука, ќе закачите некаде и толку сакате да си смените страна за тој ден, ќе го направите само ова и ќе си ставите штипалката. Толку е лесно, но ако сакаш да си ја користиш вака, да си ставиш штипалката само тука и тоа е тоа. Сега, за да не изгледа воку досадно, ајде да ја украсиме. Како и другите видеа, и овој пат ќе украсам со стикери и можеби ќе нацртам или напишам нешто. Ја како изпадна мојата и јас ја одлучив да искористам вака и внатре ќе си ги пополнам страниците вечерва и внатре ќе си напишам се што сакам да направам утре или неделно, така да може да се користи на неделно ниво, дневно ниво и дури па месечно ниво. Сега ќе се ставам штипалката, која што оди со мојот стикер на лаванда, има зелено, и ќе најдам начин да се закачам тука некаде. Каде јас одлучив да го закачам мојот лист. Таму растанам кадо и тука си го закачив на чучкалицата. И така да секој ден ќе можам да си го извадам, да си напишам нешто и да го вратам. Се надам дека ви се допаднува идеја.